Здруженијето на пациенти со ретки болести живот со предизвици изрази една сериозна загриженост поради намалувањето на средствата за програмата за ретки болести во буџетот за 2026 година, предупредувајќи дека ваквата одлука може да доведе до прекин или пак до ограничување на терапиите за дел од пациентите. Буџетот е скратен, ќе споменеме дека од 24 милиони евра кои што беа за оваа 2025 година, новите предвидени за 2026 година се 17,5 милиони евра. Здруженијата загрижени со алармантни повици да има некакви буџетски корекции, но што тоа ќе значи и колку пациентите на вистина можат и дали воопшто можат да ги чекаат тие промени или измени на буџетот, се дел од прашањата на кои што утрово ќе зборуваме, ќе одговориме и ќе ја споделиме состојбата со која што се соочуваат пациентите со ретки болести во нашата земја. Во студиото ќе ја поздравам Весна Алексовска, која што е председател на токму ова здружение за пациенти со ретки болести, живот со предизвици. Весна, добро утро до тебе. Добро утро. И за многу скоро од Неготино ќе го вклучиме господинот Ване Петридов, кој што инаку е председател на Здруженијето на граѓани мускулна дистрофија Асоциација Македонија, секако родител на лице со мускулна дистрофија или лице со ретка болест, па ете и оттаму ќе ја добиеме сликата за тамошните пациенти или за пациентите со оваа диагноза. Весна, веќе по социјалните медиуми вашите реакции на Здруженијето, на сите оние кои што се дел од Здруженијето се многу гласни и треба да бидат алармантни, но што за пациентите со ретки болести, меѓу кои што една од нив се секако и ти, значи ова скратување на буџетот. Ова е прва година да биде скратен, бидејќи велиме од 2015-та е воопшто нели воспоставен или има програма која што е за ретки болести од страна на државата и таа во континуитет од година во година се зголемува, може би минимално, но оди да речам во некоја... Не е минимално, нормално се зголемува се колку што беа потребите на пациентите и тоа беше една надеж и верување дека ние сме еден од приоритетите на Министерството за здравство. Но ова скратување покажува дека не сме приоритет. А слушнав дека кај другите програми на Министерство за здравство има проблеми и дека не се соодветно избуџетирани. Не знам како се случило ова, не знам зошто се случува ова, затоа што не добиваме соодветни одговори. Од Министерство за финансии добивме одговор дека тие му дале на Министерство за здравство толку колку што тие побарала. Од друга страна, Министерство за здравство излегува со пораки дека ретките болести се приоритет, дека ќе има и стратегија за ретки болести која ќе се усвои, дека ќе има ребаланс соодветен за да се покријат средствата, но ние сме ужасно изненадени и во шок, затоа што ние очекуваме намалување, ние очекувавме зголемување на буџетот. Ако може да замислите, не беше ни 24 милиони евра буџетиран за 2025, беа 20 милиони буџетирани, тие 4 милиони дојдоа со анекси дополнителни од 20%, за да може да се покријат соодветно потребите на пациентите. Значи, тие пари не беа доволни за да се покријат пациентите кои веќе ги имаат регистрирано и лековите кои веќе се набавуваат и кои се потребни за истите. Секоја година има нови лекови, секоја година има нови пациенти и тие треба соодветно да бидат внесени во програмата и да го остварат своето право на лекување. Многу пациенти чекаат, како може да замислите, ако некој е диагностициран во март месец, а тендерот е веќе отворен, тој треба да го чека наредниот тендер за да добие терапија или да се надева на некоја донација. Во оваа програма, така? Ако некој од оваа година регистриран, не влегува во програмата што од оваа година? Не. Значи, оваа година си е буџетирана програмата. Ние и затоа сме изнервирани, да не речем и стресни, затоа што знаеме дека тоа што е буџетирано, тоа ќе го добиеме, нема вишок. Значи, и порано имало ребаланси и многу ретко сме добивале нешто плюс со ребаланс. Напротив, можеле да скратат, ама да зголемат, тоа било реткост да се случи. И не ни памтам да се случило такво нешто, да бидам искрена. Ева, мислам дека една година само направија таков еден дополнителен тендер за пациенти, затоа што се вида дека ќе има прогресија на болеста и дека тоа ќе биде може да доведе и до смрт кај некои пациенти, што се случуваше порано. Од чекање да дојдат до смрт. Значи, може да замислите пред 2015 пациентите не ни добиваа лекови. Како живеевте
Весна пред. Мислам, тоа е реалноста. Значи, некои пациенти беа покриени со донации таму каде што компании имаа програми за донации Сега на лекови. зборуваш и од твоето лично искуство, така? Да, јас бев 5 години на донација за да ми го спасат животот, за да не бидам со вештачки колкови, да немам операција на слезина, да немам непотребни операции кои можат да се спречат. Значи, јас од човек на кој му се кршеа ребра од гушкање, станав човек кој може да прави што сака во животот. Мислам, тоа е ненормално колку значи една терапија за квалитетот на животот на едно лице со не само со ретка болест, и со хронична болест, и со било каква болест. Значи, терапијата е основа. Таму каде што не постои терапија, нормално е дека треба да постојат други работи, треба да постои соодветна социјална помош од државата, треба да постојат соодветни ортопедски помагала, машини за дишење каде што се потребни, кои уште не се влезени во фондот, кои родителите сами мора да ги набавуваат преку донации. Треба да има соодветни колички за тие луѓе, треба да има соодветен простор каде да се движат низ градовите во кои живеат, да влезат во институциите во кои што сакаат да влезат, или да имаат и социјален живот, да имаат соодветни образовни асистенти, ама и домашни асистенти. Затоа што тие родители заслужуваат да имаат исто, нели, живот. Така. Некако. Сакаш да кажеш дека програмата за ретки болести не би требала во иднина да подразбира само лекови, туку и сите овие други работи, можеби, кои што се... Не знам дали може преку програмата, пошто стриктно е направена само за лекови, но фондот треба да си превземе соодветна, фондот за здравство треба да си превземе соодветна обврска, како што моментално има превземена обврска за рефундирање на соодветна исхрана која е потребна за одредени болести. Еве кај некои исхраната е важна, без протеинска, без фениланалин, без леуцин, без лактоза. Значи има толку многу различни исхрани за некои болести, тоа е лекот всушност. Да. Ако ја нема таа храна, тие нема да можат да живеат нормално. Тоа во 2014 се одобри. И тоа и храната е влизана во ортопедски помагала. Никаде тоа во светот не се случува, ама ние го прифативме пошто рековме подобро никаде отколку никаде. Да. Мислам, а и лековите, мислам во другите држави лековите си се на товар на фондот. Се регистрираат, се одобруваат на позитивна листа, ама кај нас позитивната листа се движи како полжав и застанува на секој чекор. А луѓето немаат време за чекање, особено лицата со ретки болести. Се набавуваат преку клиниките, преку условни буџети на фондот, затоа што не се тие лекови на позитивна листа, им се потребни на луѓето. Не може ние така да функционираме. Мислам, каква држава сме која наназад 15-20 години не сака да си го среди здравствениот систем. Мислам, еве, гледаме дека се одобруваат средства за вработување, за некои си, не знам, да се реновираат некои работи, а од друга страна, што правиме со третирањето на пациентите, што правиме со докторите кои се потребни, зашто уништуваме регионални болници, зашто се концентрираме во Скопје, зашто малку не се работи да едноставно си го поправиме ние здравствениот систем и бидеме луѓе во нашата држава, а не да бидеме понижувани како пациенти, секогаш во страв, секогаш во некоја си очајна надеж и секогаш со молење да добиеме тоа што ни треба за да имаме некој нормален живот. Да, за да имате колку толку нели комфорен квалитет на животот. Малку. Да. Може ли вака баш просто кажано, што би се случило или колку пациентите со ретки болести може да чекаат ако не ја добијат навреме терапијата, бидејќи со скратениот буџет, како ми спомена зад камери, тие 17,5 милиони евра може да обезбедат терапија за отприлика 8 месеци во годината. Мислам, тоа е претпоставка. Што би се случило ако некој пациент со ретка болест не добива терапија 1 месец, 2 месеци? Кога може да се почувствуваат првите, да речам... Тоа зависи од диагноза во диагноза. Значи имате болести како пулмонална фиброза и пулмонална хипертензија кои веднаш ќе прогресираат, се работи за бели дробови, се работи за срце. Значи тоа не може да се пролонгира, не може да се чека. Веднаш уште првиот месец ќе се забележи прогресија на болеста, а кога прогресира таму болеста нема враќање назад.
значи ти веќе си отишол во друга фаза и тие лекови што си ги примал може да не делуваат, може да ти требаат нови лекови, затоа што имало период без терапија. Да. Кај спинална мускулна атрофија направија дури и како една публикација, пошто имаше каснење со набавки, значи и со тоа што веќе има буџети и терапии, пак има проблеми со набавки, пак има проблеми со тендери и тие направија публикација да видат што се случува кога касни терапијата месец дена, 2 месеци, кога не се прима терапија. Значи покрај тоа што знаете дека ќе добиете, се соочувате со ситуација дека може нема да биде навреме добиен лекот. Значи вие константно живеете во стрес. Нон-стоп. Значи, ние моравме да научиме како одат тендери, кој е одговорен, кој ги дистрибуира лековите. Сите ние си знаеме кој ни го носи лекот, за да може да звониме, да прашаме што се случува, да видиме кај е проблемот, дали во дистрибутерот, дали во производителот, дали во институциите, значи дали кај докторите направиле набавка, значи тоа цело е еден систем кој ние моравме да го научиме од мака. Зошто да го знаеме тоа? Мислам, зошто да не може да функционира нормално, да си тече тоа, да имаме континуирана терапија? Мислам, нема болести каде што терапијата може да се прекинува. Тоа не постои. Значи, луѓето преминуваат од една фаза во друга, прогресираат симптоми. Некој ќе остане без некое движење ако не ја прима терапијата. Ќе остане без некој орган, ќе остане со операција која немало да биде потребна доколку ја примал потребната терапија. Твојата диагноза е Гоше? Да. Што значи во твојата ситуација ако месец-два не добиваш терапија? Така, значи со месец-два ќе почнат да се појавуваат првично симптомите како намален хемоглобин, намалени тромбоцити, значи можност за зголемено крварење. Ќе ми се намали имунитетот нормално, ќе ми падне, пошто слезината пак ќе почне да се зголемува, да јаде тоа што не треба да јаде. И нормално ќе почне да влијае по некое време и на коските. А коските се најстрашни тука, пошто кога ќе почне на коските, колку си постар, толку е потешко да се враќат назад, нели? Не е толку едноставно. И ќе изгубам и енергијата која имам, ќе треба повеќе да лежам, помалку да работам, помалку да имам социјален живот, помалку време со семејството, ќе би значило тоа, значи квалитетот ќе се намали. Не е толку едноставно да се остани без терапија. Не е воопшто. Не е. Мислам дека не е фер ниту еден пациент да остане без терапија во државата, без разлика дали треба допрва да ја добие, дали веќе ја добива. Треба сите ние да бидеме згрижени. И сакам да ги потсетам и јавноста, и институциите дека ретка болест може да им се појави во било кое време во животот, и ако мислат дека се безбедни, дека имаат 40-50 години и дека немаат ретка болест, нека не се мислат толку дека се спасени, затоа што некои болести тогаш се појавуваат после 40-50 година и тогаш се појавуваат првите симптоми и ако не се делува навремено, веројатноста е дека животниот век е скратен веќе. Мора да се делува навремено. Така да не знаете што носите во вашите семејства, генетиката е чудесна, носиме сите свашта во нас и не знаеме кога ќе ни се појави. Ако разгледате и размислите, во секое пошироко семејство има барем еден кој има хронична или генетска или ретка болест или некој рак. Значи не постои семејство кое нема некој проблем со здравствениот систем. Да, и ова ќе го нагласиме пред да го вклучиме и Ване, затоа што те прашав и пред малку дали од оваа година има нови пациенти со оваа диагноза Гоше. Ми велиш да, и тоа се на поголема возраст, да кажам, заради тоа што твојата диагноза е воспоставена на 7 годишна возраст. Да, имав среќа. Иако тогаш правеа биопсија да видат дали е рак, па видоа дека не се клетки на рак во коскената срцевина, туку дека се Гоше клетки. Само што тогаш имаше една реченица во некој учебник, 91-а беше. Немаше интернет за да прочита некој. Дали си меѓу првите Весна пациенти кај нас со Гоше? Не, имаше уште пред мене уште еден, двајца што ги имаа диагностицирана. Сега веќе колку се со Гоше? Сега се околу 15 на пациенти, ама еве нема деца, не се ги диагностицираат многу касно. Многу подоцна. Веројатно симптомите се полесни, па покасно ги диагностицираат. Тоаш не викаат дека ќе умреме. Ева, едно 33 години унапред уште живеам. Не планирам да умирам до 90, така да си ја сакам терапијата до 90. Само да има редовни терапии. Ама тоа се случува, значи имам нови пациенти
што треба да се вклучат и од Фридрих атаксија, има дете со Батенова болест која треба да се вклучи на терапија, која сега го маткаат во фондот, 2 месеци му даваат, па месец дена нема терапија, па 2 месеци пак добива и сето тоа е една голгота која поминува, требаше да биде вклучено во програмата ова дете. Има нови пациенти со спинална мускулна атрофија, има нови работи што треба да се внесат, нови лекови за понапредни фази, за например за фамилијална амилоидна полиневропатија, па значи има нови пациенти, има нови лекови, не може програмата да се намалува, треба да се зголеми. Така е. Ке го поздравиме и Ване Петридов, кој што утрево би требало да го вклучиме од Неготино. Тој е татко на лице со мускулна дистрофија тип Душен, инаку е председател на Сдруженијето на граѓани мускулна дистрофија Асоциација Македонија. Ване, добро утро. Добро утро. Се надевам дека ќе воспоставиме добар контакт. Не знам колку имавте можност да го слушнете или да не следите во разговорот со Весна. Каков е вашиот став? Верувам идентичен, но ајде малку вие да споделите што за вас, за вашето здружение и за пациентите со кои што вие секојдневно комуницирате, значи ова скратување на буџетот. Што би се случило во вашата ситуација доколку вашето дете не добие соодветна терапија? Нема терапија за таа ситуација? Добро. Се слушам, нели? Добро утро на гледачите на Телма телевизија. Поздрав до вас во студиото. Јас како родител на дете со мускулна дистрофија, исто и председател на Сдруженијето за мускулни дистрофија и Асоциација Македонија, ние како здружение прв пат се соочивме со лекови оваа година што се одобрени од ЕМА и поднесувме барање до Комисијата за ретки болести за тие терапии да влезат за нашите деца. Се работи за кортистероидна терапија, лек Ваморолон, кој е златен стандард во лекувањето, и за терапија Гивиностат. Но ова намалување на буџетот на ретките болести, на програмата за ретки болести, и кај нас исто доведе до згрозување. Ние се надевавме дека ќе се зголеми овој буџет за да можат да влезат овие терапии. Мускулните дистрофии се исто така ретка болест која се прогресивни, и покрај тоа што лицата кои се заболени имаат болест, ретка болест, тие исто така имаат и тежок инвалидитет, зависни се од многу работи, не само од семејствата, од грижа за подобар и квалитетен живот, него имаат потреба и од помагала, медицински помагала кои се неопходни за нивниот квалитет живот и кои од тие помагала зависи нивниот живот. Еве споменам дека респираторите за дишење кои се неопходна поддршка во одредена фаза на нивната возраст. Имаме поднесено барање до детска клиника во јуни месец оваа година, се уште не можеме да добиеме еден респиратор. Значи, малку е разочарувачки сето ова. Весна добро кажа дека здравствениот систем треба да се подобрува, треба да се гради и да се наоѓаат суштински решенија, системски суштински решенија кои ќе го подобрат, а не да го, како кажам, уништат здравствениот систем. Малку е запрепастувачки, еве кога гледаме информации дека државата сака на одредени институции да им поклони 100 возила за нивната дејност, а одредени работи се кратат, се работи за живот. Мускулните дистрофии се, пак ќе кажам, тешко заболување кај децата, поготово кај машките деца. Тие заболуваат и од најрана возраст се диагностицира. Ако не се применат овие лекови сега што испаднаа на пазар, не знам која е иднината. Разочарувачки, многу наши семејства размислуваат во контакт со нив да се иселат на основ на тоа што нашата држава не нуди никакво решение, никаков систем за лицата со мускулна дистрофија. Ване, колку членови брои вашето здружение, со колку пациенти со ваква диагноза се соочувате секојдневно? Моментално нашето здружение има 24 дечиња кои се членови. Од нив 21 се лице со душенова мускулна дистрофија, најлошиот тип на мускулна дистрофија, и тројца се со Бекер мускулна дистрофија. Тоа е поблага варијанта. Сите тие деца се во, како да кажем, во неизвестна состојба за разлика од претходно. Како? Зборувам дека од претходниве години не ве разбрав баш. Дечињата кои се
сега во реовулација во детска клиника се надеваат 6 дечиња се влезени во реовулација за лекот ваморолон. Се надеваат дека ќе влезе во програмата тој лек за да може да почнат да имат некоја надеж, некој интерес во животот, за да можат да и тие осетат благодет од овој лек. Доскоро за мускулните дистрофии не постоеше никаков лек. Во последните години се дава надеж. Постојат доста клинички студии за доста лекови. Така да мислам дека комисијата ќе го удоволи нашето барање за да тие лекови почнат да се користат и кај нас. Колку може, Ване, да се подобри за здравствената состојба со редовно користење на тие лекови? Зборувам сега за сите овие кои што се регистрирани во вашето здружение и кои што имаат оваа диагноза. Конкретно тој лек кортистероиден како златен стандард, за разлика од досегашниот лек кој се користи декортинот кај нас и кој причинува доста нус појави, да кажеме едно лечиш, друго упропастуваш, овој лек не предизвикува никакви нус појави. Тестиране веќе е во употреба во доста европски земји и дава доста ветувачки резултати. Исто така гивиностатот како лек кој ја трансформира прогресијата на мускулната дистрофија, целта е типот Душен да премине во Бекер, значи во поблага варијанта каде лицата ќе добијат поквалитетен живот, подолг век, ќе се движат подолго, немат рано да западнат, ќе бидат функционални, едноставно кажани, и што ќе можат да придонесат за општеството во така е во нашата земја. Да. Велите, вие барате да се обезбеди нова генерација на лекови, но каков е одговорот? Што добивате како одговор на сето ова? Освен ветувања? Нашите барања ги образложивме на состанокот со Комисијата за ретки болести кои пред некоја недела се одржа во Министерство за здравство. Дадоа некое ветување. Колку тоа ветување ќе се реализира, не знам. Се надевам дека ќе допре овој наш глас до сите надлежни институции и конечно здравствениот систем ќе почне да функционира и да се удоволи барањето, барем да се почне од нешто. Така е, Ване. Ви благодарам за ова ваше вклучување и за пренесување на состојбата. Еве пред крај само би сакала да прашам како е во Неготино во поглед на состојбата генерално со ретки болести или состојбата на инклузија. Колку луѓето околината знае да живе или знае да ја направи таа инклузија на сите во општеството, особено и во вакви помали места? Бидам реален, значи Неготино мало место, зборот инклузија постои само како збор. Во суштина нема никаква имплементираност на таа инклузија. Ние не сакам да напоменувам, ама сме се соочиле со доста разочарувачки ситуации со нашиот син, што едноставно цело време спомнуваме дека инклузијата како инклузија што се споменува треба да настапи реално. Збор како збор не ветува ништо. Треба да се преземат вистински чекори, вистински системски решенија, желба партнерски да се настапи заедно со институциите во општините и издруженијата кои се борат да ги подобрат условите за живот на лицата со ретки болести. Се додека не се настапи партнерски, мислам дека нема да се најде никакво решение за инклузија, за прифаќање на овие лица во општеството, за нивна имплементација, за влез во, да кажеме, да имат тие деца или лица со ретка болест да имаат корист од самото општество и тие да дадат свој допринос и да осетат дека општеството се грижи за нив. Да, жал ми е што, Ване, го слушам ова. Ние постојано се обидуваме во емисијава да зборуваме за таа инклузија, но еве, убаво е кога од Весна демантира. Не, за жал, многу општини инклузијата е само збор. Низ целата држава е многу тешко тоа да се соодветно да се примени како што треба. Мислам самиот факт дека никој не може да се прошета низ град со количка самостојно е проблематичен. Мислам баш гледав
гледав едно видео, пера со количката се движеше низ центар и мораше по улица да се движи, дали од паркирани коли, дали од дрва кои се поставени на патеката, дали од паркирани други работи на самата патека. Значи тоа е едноставно. Значи кога во главниот град е таква ситуацијата, така треба само да се запрашаме како е во останатите, тоа сакам да кажам. Секаде. Значи ние често делуваме и на општинско ниво. Она што успеавме да постигнеме е некоја парична помош и во Битола се дава еднократна парична помош за сите семејства со ретки болести. Секоја година добиваат околу 500 евра за да можат да покријат барем некои патни трошоци, пошто цело време мора да одат до Скопје, дали за терапија, дали за контрола, дали за ова, дали за она. Значи исцрпувачки е едноставно. Среќни се дека е направен еден чекор напред. Од друга страна, многу и за време на месец февруари се прават повеќе настани во училиштата, се сензибилизираат и децата и родителите, и тоа е така, се гледа некој напредок во одредени училишта, не во сите, да се разбериме, никогаш нема во сите, или во Охрид, например, даваат стипендии за деца со ретки болести, за средно, за факултет, и тоа е нешто. Тоа е тој момент што го спомени Ваня, да почувствуваат дека државата некако ги цени, така, да ги направи видливи, да не се апсолутно невидливи. Јас бев изненадена еднаш, првите патувања уште 2012 година, не знам, отидов некаде во Шпанија. И се шетаме низ градот имаше, значи, повеќе луѓе со колечки што се движат, него луѓе без колечки што се движат, и се реков дали ова можеби град што го створиле за луѓе со колечки? Ама не, ми кажаа дека така е во многу градови во Шпанија, затоа што Шпанија направила место за тие луѓе да се движат и тие не се затворени дома, тие се нон-стоп во движење, можат да влезат во било која институција, во било кој ресторан, можат да се шетаат по било која улица. Значи, секаде им е обезбедено нив да можат да имаат слобода. Да функционираат. Слобода. Тој збор сакам да го искористам, пошто кај нас немаме слобода на движење. Ние мораме да се ограничиме. Луѓето во колички се ограничени ужасно во нашата држава. Луѓето на кои им е потребна било каква помош во движење се ограничени. Дека мора да бидат или тука или тука. Нема простор да се движиш каде сакаш и колку сакаш. И немаат можност да бидат самостојни, затоа што најчесто им треба уште некој од семејството. Не е фер ни за нив, ни за... Како не. Не знам дали го имаме Ване уште, но би сакал да упатам само една благодарност до него, затоа што утрово ни се вклучи од Неготино и ја сподели секако состојбата и со неговото здружение, но и со пациентите кои што се соочуваат со таква ретка диагноза. Весна, колку ви благодарам, Ваня, колку има во твоето здружение регистрирани пациенти и со какви се диагнози? Претпоставувам дека не е само Гошен, така? Не, во живот со предизвици имаме околу 500 членови кои се или родители или се пациенти, пошто нели кога се деца родителите се членови. Имаме околу 200 различни ретки болести, за некои постојат лекови и добиваат лекови преку програмата, за некои се обидуваме и клинички истражувања да најдеме и тоа го правиме, затоа што знаеме колку е важно да се најде лек што побрзо да се делува и ние следиме, значи родителите, здруженијето, не само докторите што ги тераме да следат, и ние следиме, па им викаме на докторите, ај провери го, ај види го, па и фармациите ги контактираме, фармацевските компании ги контактираме. Што значат тие клинички истражувања за пациенти со ретка болест? Кога нема терапија, клиничко истражување значи дека во тој момент се истражува терапија за таа болест. Јас често ги советувам да не влегуваат пред трета фаза пациентите во клиничко истражување, пошто тогаш веќе се знае дека има шанса да влезе на пазарот, и ги советувам да бараат лекот да им се дава, да биде нели потпишано во договор, дека лекот ќе им биде обезбеден се додека државата не им го обезбеди. Пошто кога влегуваш во клиничко истражување, ти го загрозуваш своето здравје, пошто примаш лек кој не знаеш какви сајд ефекти има, не знаеш дали ќе има подобрување или не. Имаш ветување, имаш надеж. И како што имаш обврски, треба да си ги бараш и правата. И ние нон-стоп сите ги советуваме, и ги советуваме кога ќе им дадат такво да потпишат informed consent,
сега не можам да го приведам Добро. информирано одобрение дека учествуваат во некој истражување и дека нивните податоци се земаат и се презентираат некаде, дека докторите им го бараат, тоа им викам прочитајте си точно што пишува. Пошто некогаш имаш изненадени пациенти дека нивна слика се појавила на некоја презентација. Ама ти си дал согласност, ама како ја дадов? Јас подпишав нешто, ама не знам што подпишав. Да, многу често не читаат луѓето, особено во ваква ситуација кога е здравјето во После тоа има пациенти каде што им требаат одворени социјални услуги. Па пошто видовме дека Сдруженијето за мултиплекс склероза направи многу убави видеа за тоа како да ги оствари своите права во социјалната сфера, ние тие видеа ги споделуваме исто за луѓето да можат да видат како да остварат некое свое право, за да можат да добиват одреден надоместок во поглед на инвалидноста или на тешкотијата на болеста која имаат, сериозноста на болеста со која се соочуваат. И она што е најважно, јас го викам, е ги спојуваме луѓето. Значи, кога ќе најдете двајца со иста болест, кога ќе се спојат и кога ќе можат да си направат муабет, тука веќе имаш... Тука е веќе генијално, пошто сваќаш дека не си сам, душата ти се полни, имаш со кој да разговараш, знаеш дека ги имате истите проблеми и предизвици и одма е друга приказната. Значи не е само да биде ретка болест, него истата да биде, за да може да се спојат тие луѓе, ги спојуваме и во регионот, имаме цела конекција направена со Србија, Хрватска, Бугарија, Црна Гора, Босна и си ги спојуваме пациентите и некогаш си одат едни од други на гости и тоа е убаво, пошто некогаш во регионот се појавуваат може 3-4 семејства. Да. И убаво е да се видат и да си направат муабет. Имаме и психолошка поддршка секогаш. И некогаш им помагаме дури и во поглед на диагностика. Мислам, со насоки нормално. Дали бевте кај овој доктор, дали бевте кај овој доктор. Па да, верувам дека тоа е една голгота, едно лутање, кога, нели, од се ова што досега го кажа, гледам дека навистина надежта кај сите е она која што ги води, затоа што сите се надеваат на нешто подобро, на едно подобро утре и мора да се бараат начини за како нели да се обезбеди малку подобар и подолг живот. Кога веќе го спомена Весна, регионот се соочуваат и останатите земји од регионот со буџет кој што не е доволен или уживаат поубави права. Разговаравме со колегите од Србија сега дека кај нив буџетот не е зголемен, останете ист. Што исто се исти е нервозни поради тоа и стресни, затоа што имаат нови пациенти, нови лекови кои треба да се внесат и не им е јасно како им го оставиле буџетот, иста не е зголемен. Па дури разговаравме дека можеби е добро и регионално да настапиме. Веќе спремаме регионална кампања за денот на ретки болести заедно со националните алијанси од сите земји од регионот, каде што јавно ќе зборуваме преку видеа за нашите проблеми и предизвици. Нормално ќе побараме вашата помош за да се емитуваат сите тие работи, затоа што ќе бидат лични изјави од пациенти и од семејства кои овој пат ќе бидат најискрени на свет. Решивме веќе да не се молчи за ништо, да не се крие ништо, ќе бидеме искрени, значи до срж и ќе го кажеме тоа што треба да го кажеме за да сватат луѓето што значат тие буџети, што значат тие социјални услуги, што значи таа инклузија за нас, за да сватат дека ние не треба да бидеме маргинализирани. Ние сме буквално паметни, убави и гениални луѓе што навистина може да придонесат. Функционални секогаш. Ако не можеме на еден начин, на друг начин наоѓаме да бидеме. Мислам, да бидеме искрени, не се свесни луѓето на колку начини можат да бидат функционални, се додека не ги погоди некоја болест. И не се свесни колку нови работи се отвараат, кога стари се затвараат, кога нешто, како викаат, кога ќе ми рече некој отвори една врата, друга се затвори една, од друга се отвора, викам ако не се отвори, ќе направиме врата. Од прозор ќе влеземе, не е проблем. Значи тоа го правиме ние со ретки болести. Ние сме иновативни во секој поглед. Затоа што си осакаме живот. Така е. И секој треба да ја има оваа амбиција како вие. Весна, го споменавме месецот на ретки болести, тоа е февруари, стандардно секоја година. Вие веќе споменавте дека спремате голем број на работи, но јас секогаш велам дека не треба да се зборува за таквите работи само во месецот или на самиот ден, туку еве треба да се зборува
постојано во текот на годината. Дали низ годиниве како се одбележува месецот на ретки болести станавте малку повидливи тука во нашето општество? Да. Дали Значи, тоа некако ги размр да работите на подобро? Морам да кажам дека многу помогнаа медиумите и јавноста, затоа што да не беа медиумите, ние во 2015 немаше да имаме буџет за ретки болести, ќе останеше тој од 2009 кој лекуваше само 3 пациенти со една болест, Хантер синдром, со помош на медиумите и со помош на пациентите и родителите кои јавно проговорија, ние успеавме да ја подигнеме свеста и да добиеме соодветен буџет и соодветен регистар и комисија за да се лекуваат овие пациенти. Од друга страна пак, успеавме со текот на годините, знаете и Гордана од Охрид колку работи на подигнување на јавната свест, успеавме да охрабриме повеќе луѓе да зборуваат и да си ги бараат своите права. Да не се кријат само во семени кругови, да. Се криеја, молчеа. И се уште веројатно има луѓе кои се кријат. Уште има луѓе што се кријат, ама се повеќе се охрабруваат. Кога гледаат другите како зборуваат и кога гледаат дека е храбро, а не зборуваме ние за никој да не се жалува. Ние зборуваме за некој да не поддржи и да ни даде, нели, да не подигне, да може да се качиме на погорното скалило. Не бараме сожалување, не ни е тоа потребно. Нас ни треба да имаме подобар живот. И тоа ќе го бараме секогаш. Во министерство ми викаат стално кога ќе ме видат, добро што бараш сега. Па викам има уште. Стално ќе има уште. Викам дури можам да доаѓам и да барам, ќе доаѓам и ќе барам. Дали во едното министерство, дали во другото, дали во фондот. Затоа што стоп значи да се откажеш. А откажување кај нас нема. Така е. Во Македонија се лекуваат 430 диагностицирани пациенти од ретки болести, а во регистарот се евидентирани над 1000. Дали од оваа година имаме сосема нова диагноза? Пациент со сосема нова диагноза, досега непозната, да речем, за Македонија? Така. Значи, се набавуваат само за нив, затоа што за другите не постои терапија. А и во програмата за ретки имаат ставено една клаузула дека лекот може да биде набавен преку програма ако веќе е одобрен од Европската унија и веќе се користи 2 години во Европската унија, значи не ни го даваат одма, туку попосле. Имаме пациентот што го спомнав со Батинова болест го имаме, кој е внесен во програмата, ама не зема лек од програмата. Тој е годинава ја диагностициран? Тој е од... Значи за прв пат имаме таква диагноза? За прв пат таква диагноза е, од минатата година се диагностицира, не го ставија во програма, го пуштија преку фондот да се лекува во Белград, затоа што кај нас немаше услови соодветни за тоа лекување да се изведе. Потребни беа посебни фрижидери, посебна обука за докторите, посебен начин на дистрибуција, па операција беше, мислам, има комплицирано. Ама сега треба да се стави, пошто сите тие процедури се завршени. Од друга страна имаме и пациенти со епидермолиз булоса кои досега не примаа ништо од програмата за ретки болести. Ние соработуваме со клиниката за дерматологија и се обидуваме да ги регистрираме сега сите тие пациенти, затоа што има веќе 2 лека на пазарот кои веќе се користат во Европа и кои се распространети, значи поминати се и тие 2 години и сакаме и тие пациенти да добијат лекови, иначе епидермолиз булоса е исто многу страшна болест каде што кожата се одлупува, значи буквално погрешна облека или погрешен допир може да ти ја одлупи кожата, нема соодветно сврзно ткиво, се нема точно да ја објаснам, не сум доктор, ама е кожата во прашање и овие лекови помагаат за побрзо зараснување на раните, за помалку појавување на нови рани, значи тоа треба да се обезбеди, пошто кај нас фластери едва ја обезбедивме во некоја 2017 година, ми се чини, за да се рефундираат, пошто не може обичен фластер, тој фластер ќе му ја одлупи кожата, му треба друг фластер, му треба друг завој. Значи, да не изборувам колку од Америка носеле работи за да му ги даваат овде на пациентите, па колку пациенти во Австрија биле праќани на операции. Значи, треба да се направи и тој исчекори за тие луѓе, нели? Па имаме, се наоѓаат и нови болести, мислам, еве очекуваме диагностика на неколку пациенти кои не можеле да добијат досега диагноза, па да видиме што ќе се случи. За среќа имаме и подобра генетска диагностика сега. Мано со доктор Дијана Плашевска-Карамфилска на чело стварно прават многу за да се унапреди таа диагностика и ние сме многу среќни за тоа. Значи тие побара и по големи буџети, сакаат сега и преимплантацијски да се
проведат тестирање, што е гениално, затоа што кај семејство каде што веќе има болно дете, со таа процедура се одма може да се направи да имаат и здраво дете, нели? И тоа ќе биде за нив. Значи не е се така напредок. црно, но има многу предизвици. Се е на туркање, да, за жал, и тоа е уште пострашно, би рекла, затоа што се што правите, го правите со многу голем стрес и неизвестност, и тоа веројатно дополнително ги комплицира работите. Весна, на самиот крај сме, ќе треба да најавам еден прилог за загадувањето и така некако може да се одјавиме. Има ли видливи последици од аерозагадувањето за лицата со ретки болести? Мислам дека има последици кај сите нас, не само кај лицата со ретки болести, ама да, особено кај тие што имаат пулмонални заболувања и кај тие што имаат мускулни заболувања, затоа што кај нив е нели белиот дроб и срцето се мускули, така да потребата за чист воздух е за сите нас важна. Единствено што ќе кажеме дека како што се бориме за ретките, треба да се бориме и за воздухот, треба да се бориме за многу други работи. И мислам дека македонскиот народ треба да прекине да молчи и да ја ведне главата као во турско време и да почне да зборува гласно и јасно за потребите што ги има како граѓани на оваа држава. За основните потреби. Основните, за преживување и за нормален, поквалитетен живот. Сите заслужуваме подобар здравствен систем и подобра животна средина. Ти благодарам многу. Одличен беше разговорот. Уште еден поздрав и до Ване, кој што утрово ни се вклучи од Неготино, и се надевам дека ова Голгота на крај ќе има некои попозитивни решенија, а се разбира тука сме како медиум. Ако нема ќе одиме да си правиме шатор пред министерства. Да ги бараме правата.